Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со примариус доктор Сања Николова, специјалист оториноларинголог, Зорица Поповска, сертифициран НЛП мастер тренер и музичарот професор магистар Благојче Трајковски. Останете со нас до 11 часот. Така е, останете со нас се до 11 часот и официјално повторно добро утро до сите вас кои сега се вклучувате на програмата на Канал 5 телевизија и го следите ова наше празнично понеделничко издание заедно со мене и Јелена, која што исто така со мене на оваа голема маса и со нашите гости. Јелена, официјално добро утро и до тебе, вака, пред гледачите. Да, добро утро Бисера, добро утро и за нашите гости кои што веќе ги видовте во форшпанот, почитувани гледачи, но би сакала да си ги представиме, па ќе започнеме. Веќе од оваа страна не сум навикната да седам од тука, затоа што цело време сум од таму и сега морам од тука. Меѓутоа, би сакала да се поздравиме со Зорица Поповска, која што ние најавивме како коуч и НЛП тренер, инаку исто Зорица жена со многу професии. Понекогаш кога ќе имаме НЛП тренер, затоа што имате многу професии, мора да одбереме една. Меѓутоа, многу ми е драго, Зорица, што си после долго време тука, не сме се виделе многу долго време, ама мислам дека па и декември е ваш месец, односно месец на сите оние кои што инспирираат, мотивираат и кои што работат со луѓе. Ќе разговараме нели за тоа и во емисијата. Најпрвен добре дојде и нека ви на здравје кафето. Добро ве најдов, поздрав до гледачите, благодарам на поканата. Тоа е убаво да се виде тука. Колку време не сме се виделе? Пред колку време последно? Може би година дена во истиот сетинг. Година? Да. Добро. Истиот сетинг, различни луѓе. Со друга водителска екипа. Сега се менуваме, да. Се менуваат и гостите и ние се менуваме. Но концептот ни е тој. Секогаш имаме интересни теми, Јелена, и интересни професии. Така е. Имаме единствениот маж кој што го имаме и го ставивме во средина, нормално, тоа е маестро Благојче Трајковски, со кого исто така не сме се виделе одамна, ама па секогаш се гледаме кога има некој убав повод, а сега има повод, иако и за Благојче декември е доста хаотичен месец, можам да замислам, но да го започнеме денот од овде. Благојче, добро утро и за вас. Добро утро до вас, добро утро до гледачите. Драго ми е што се најде термин да се видиме. Драго ми е што сум во едно женско друштво комплетно освен мене, така што се надевам дека ќе им овозможиме убави позитивни моменти на гледачите. Така е, секако благодарност нели што најдовте време да дојдете. Имаме една докторка, тоа е доктор Сања Николова, специјалист за уво, нос и грло, некако сите три различни професии гледавме да ве споиме, затоа мислам дека ќе има одлична хемија. Докторке, добре дојдовте во Здраво Македонија. Добре ве најдов. Пред се да им посакам среќен празник, убав ден на сите македонци, каде и да се, и секаде каде што ја гледаат утринскава програма. Навистина убав ден, ни треба и убаво расположение. Така и баш ви благодариме на сите што на празник дојдовте да бидете кај нас, затоа што имам чувство дека понекогаш е најтешко на празник да договориш гости, меѓутоа со вас немавме проблем. Вие си празнувате, ама со нас. Од сообраќаен аспект е најлесно на празник, за да можеме лесно да си стигнеме, да нема никаква пречка и да стигнеме на време. Барем јас од свој аспект така ги гледам работите, затоа прифатив на празник. Барем брзо ќе стигнеме. Да. Благојче, ние зборувавме во утринската за Safe City, како вака, затоа што го спомнавте сообраќајот, како вие дали се соочувате со сообраќајните предизвици од кога ги имаме? Добро, јас иако сум по професија музичар, возењето ми е активност која што ми одзема многу сати во животот. Годишно отприлика по 50.000 километри ги возам. Уште малку ќе наближам до 1.000.000 километри поминати на територијата на Македонија. Така што можам да разговарам на таа тема многу, ама ќе одбериме некоја емисија посебно за тоа и ги имам сите искуства поминато до сега поврзано со сообраќај, дали градски, меѓуградски, меѓународен и било како. Возач кој што нон-стоп вози, возач кој што никогаш алкохол не конзумира воопшто, меѓутоа секогаш заради чистиот образ и заради почитувањето на договорот знае да побрза малку повеќе во возењето и тоа ствара проблеми од време на време. Така што имам во кола разноразни записници од МВР, разноразни такви казнички, така што верувам дека и со ова новодојденава ситуација поврзано со Safe City дека ќе имаме разноразни такви дружби, ама се надевам ќе бидат по малку, да.
Така е. Верувам дека ќе има и ефект. Верувам и јас, а не споменав, мислам, фала Богу, досега во сите овие изминати километри, досега да не се заречам, затоа викам фала Богу, не сум имал никаков проблем, никаков некој несреќен случај, да речам се, било безпрекорно, иако учени сме да возиме по, би рекол, крајно лоши патишта, лоши услови и сите тие работи, меѓутоа, ете, досега, окей, било, се надевам дека така ќе продолжи. Повеќе од 20 години живеете и работите во Скопје, но сте роден во Битола. Да, битолчанец. Кажавме така е битолчанец, виртуоз на кларинет, Јелена Ванави, маестро, професор по кларинет во училиштето Илија Николовски Луј во Скопје, доцент на Музичката академија Иво Штип, на одсек за чалгиска музика. Покрај ангажманите кои што ги имате со групата Фонтана, соработувате и со многу групи. Сега некој од нив, Љубојна, Етносфера, Џамба, Агушеви, но и со солистите. Каролина Гучева, Виолета Томовска, Наум Петровски, Блага Петровска, Евто Пупујновски, Игор Џамбазов, и да не се наљутат сите останати. Сите до еден, сите можни пејачи кои што ги имаме на сцената, имаме на ваков или онаков начин соработка професионална, дали снимање на албуми, дали разноразни телевизиски проекти или било какви концертни други проекти. Така што задоволство ми е што ете сум дел од оваа професија, што сум обкружен со такви луѓе. Позитивно генерално е повеќето од времето. Секогаш има такви стресни моменти, но сепак задоволство е да се биде музичар, можам да кажем, од прва рака вака. Да, но дали настапите во Битола се поразлични? Тоа ќе ми беше прашањето. Ги најавивме сите и групи и солисти со кои што настапувате, но како е да се настапува во роден град? Така, а како е во Скопје и во другите градови? Е поспецифично, досега во моето искуство можам да кажам дека сум ги поминал сите можни сцени концертни из Македонија, сите овие центри за култура, сите летни отворени сцени, големи и сето тоа. Како да кажам, еве преку околу 25 години сум на сценава и до ден денес кога се настапува во Битола ми е малку поразлично. Повеќе трема имате? Па да, едно добро, тој локал патриотизам си го имам јас поврзано со тоа, иако 20 и кусур години сум во Скопје. Од друга страна, битолската публика е за разлика од секаде, можам да кажам, малце по-специфична во однос на сето тоа и предизвик е за секој музичар да настапува таму. Така што имаме на доза на трема малку поголема. Одговорност, нели трема? Да, така е и затоа секогаш кога ги правам барем своите поголеми настани, секогаш тргнувам од Битола, па после таму го кршам мразот, па после на другите места. Ќе зборуваме малку повеќе за концертот кој што се одржа минатиот месец, ако не се лажам, во Битола, меѓутоа кажавте некако декември е хаотичен месец, а ние пред да започнеме со гостите баш се разговаравме затоа што навистина е хаотичен, меѓутоа и за кого како. Па еве би сакала да ја прашам Зорица за тоа што онако што го видов на вашиот Facebook профил и некако декември како што спомнавме нели полнсо месец и по логика, еве гледам и кај нас во емисијата, меѓутоа и нашето искуство секогаш кажува дека декември е оној месец кога нели се сумираме годината, што ни се случило, за некој била добра, за некој не толку добра и сега да видиме кои се промените нели кои што сакаме да си ги започнеме во новата година и секогаш седно си велиме. Од следната година се ќе биде, меѓутоа некако мотивацијата не држи многу, барем од понеделник. Абе тој понеделник никако да дојде и така да имам чувство дека можеби на луѓето оние приказни, еве да кажам, кои што им се продаваат дека треба го направиш ова чекор 1, чекор 2, да си го смени животот, некако паѓаат во вода затоа што не се луѓето многу мотивирани баш она за таа промена која што сакаат да го направат. Не верувам дека некој од гледачите кој што сега не гледа не сака да има убав живот, среќен живот, исполнет, не знам, финансии, можеби професијата да ти цвета. Ама некако тоа многу тешко иде. А имаме од друга страна многу коучеви, многу мотивацијски говорници, многу НЛП тренери кои што ги кажуваат тие техники, алатки како, ама ретко кој ги сваќа работите. Зошто е тоа така? Да. Па постојат повеќе причини зашто е тоа така. Сега добро е што еве барем нова година, нели као од следен понеделник или од следна година, па нова година, како што кажа, е убав момент за пресек, за една внатрешна рефлексија, можеби што правам, до кај сум, кај одам. Од тој аспект новите години се супер момент да се прииспитаме, нели, со животот, кај сме, што сакаме да постигнеме, што постигнавме.
Меѓутоа не е доволно, нели, да кажеме од утре или би рекла нема скратен пат до среќата или нема скратен пат до успехот. Промената не се случува така Преку лесно. ноќ. Апсолутно не се случува преку ноќ, особено не со свесна изјава ќе почнам од утре, нели. Потребни се, ние сме да кажем навикнати, постоиме внатрешно програмирани на некој начин на подлабоки нивоа, исто на програмирање на мајндсет, на начин на размислување и дел од тие работи што сме ги научиле во минатото или како сме научиле да постоиме, да бидеме или да се поврзуваме со другите, со себе пред се, не поддржува. И не се решава со едноставна свесна изјава ќе се сменам од утре. Значи бара малку по-систематски пристап, не е настан преку ноќ што се случува. Затоа и оние совети, како што кажам, нели ако само слушаме подкасти или слушаме кратки видеа или оние рилови што кружат по социјалните медиуми, тоа е супер да моментално можеби почувствуваме некој внатрешен драйв и да ова е одлично. Меѓутоа, тоа нема моќ само по себе да направи промена, туку промената е еден подлабок внатрешен процес на работа, на гледање во себе, во подсвесните делови, подсвесните патерни, не само она што е свесно, бидејќи токму во оној наш подсвесен дел, нели, кој што доминантно управува со она што е свесно за нас во животот, се крие клучот, да кажем, на решението на сите наши предизвици, дали се чувствуваме заглавени во животот, фрустрирани, гневни, разочарани, нели, понекогаш е тоа симптом кој што се појавува. Меѓутоа, ни треба метод, ни треба алатка да знаеме како да работиме со оние уште поважно несвесни образци и тоа се случува ни се едни поструктурирани систематски програми каде што луѓето доаѓаат, имаат поддршка, имаат следење, добиваат клучно знаење, нели, работат на себе, демонстрации, искуство низ кое што поминуваат, кое што има моќ да направи трансформација, нели. Не е оние кратки, па нито од книга не се менува. Убаво може да ни дојде, да се измотивираме. Во моментот. Меѓутоа нема моќ да не промени, бидејќи ни кажуваат што да правиме, ама не како да направиме промената и тоа е клучно. Клучен можеби проблем. Јас сум забележала дека понекогаш мотивацијата па и не игра некоја голема улога, иако сертификат нели треба да се измотивираш, леле ова е добра мотивација, ми треба луѓе кои што ќе ме мотивираат, меѓутоа дисциплината е таа која што колку си дисциплиниран, тоа ќе ти каже до каде ќе идеш во животот и дали ќе си ги оствариш своите желби. Ти како си создаваш средина за да бидеш дисциплиниран во таа средина, барем дека мотивацијата па и не игра некоја баш улога. Тоа е мое мислење, не знам дали ќе се согласите. Така е, не само што не игра некоја улога, меѓутоа мотивацијата и луѓето чекаат мотивација. Мотивација нема никош да се случи. Не, ние може да се измотивираме сега за 2 минути тука. На кратко. Секој може да се измотивира, или сите си викаме леле, ни треба пријател што ќе ме мотивира и пак истото. Џабе. Да, ни треба конзистентност, ни треба дисциплина, токму тоа. Така. Добро, ќе продолжиме на оваа тема. Би сакала да ја прашам за докторката вели дека декември е најубавиот месец затоа што е, не знам, највесел, мислам декември за сите и убавата страна да ја фатиме, сите идеме на настани, на прослави од работа, од соработници и така натаму. Меѓутоа докторке некако декември од друга страна и некако полн, болниците се полни, некако сите се разболуваат не во декември, меѓутоа нели од кога ќе почне ладното време, па тоа си трае веќе и декември го фаќа и јануари и февруари. И каде е балансот помеѓу убавината на декември и на новогодишните празници, но и на работата која што носите како одговорност? Нашите амбуланти се сега преполни. Нели, времето е кога имаме голем број на вируси, бактерии, децата си започнаа во училиште, започна ширењето на бактериите помеѓу нив и затоа имаме полни ординации и многу работа. Кај нас барем оториноларинголозите сезонска ни е работата. Ние знаеме во зима имаме најголем број на синузити и воспаление на средно уво, па доаѓа пролет, тука имаме алергиски ринити, па доаѓа лето, кога сите се враќаат од море, каде што имаме проблеми со воспаление на надворешно уво, нели се бањав, ми се затна увото, потоа почна да ме боли увото и така натаму. А веќе од есента кај нас почнуваат проблемите настинки, ангини и синузити. Во зависност од пременливото време сега, кога ќе биде многу студено, можеби најмалку работа имаме, бидејќи е
уништувачки за вирусите кои што на пониски температури не можат да преживеат. Меѓутоа сега кога се уште ни е топло, плюс се собираат луѓето, нели, се дружат, тоа ни овозможува лесно ширење на инфекцијата и се разбира манифестации со горно-респираторни инфекции, болки во грло, затнат нос, кои од децата ќе имаат воспалени ушиња, со намален слух и најчестиот проблем синузитите и ангините во овој период од годината. Има ли лек за воспалени синуси? Секако дека има лек. Значи, синузитите представуваат воспаленија на шуплините кои што се во коските на лицето. Зошто настанале синусите се уште еволуциски не се знае. Најверојатно се смета дека човекот кога се исправил, за да се намали тежината на главата, се создале тие шуплини во лицето за да може човекот да оди исправен. Улогата им е да го затоплуваат воздухот, да го навлажнат и да го прочистат од надворешната средина. Сега, за да го постигнеме сето тоа, треба да имаме добри носни ходници, односно отворени, каде што се отвараат синусите. Ако сето ова функционира нормално, нема да имаме услови за појава на синузит. Меѓутоа, било која инфекција настанува оток во носната легавица, со тоа се затвараат и природните отвори на синусите, секретот заостанува во синусот, значи синусите како шуплини се полнат со секрет кој што, ако имаме и бактериска инфекција, настанува да биде гноен. И од тука почнуваат симптомите. Значи, симптомите на еден синузит се еден обилен, гноен секрет од носот, што викаме народски кажано обилно мрсули од носот. Или од надвор, или ке речат ги голтам од позади. Понатаму се јавува покачана температура, се јавува притисок и болка над зафатениот синус, например, над максиларните, фронталните синуси, во колку се етмоидалните синуси се јавува болка околу од коренот на носот. И тоа се како симптоми општи на еден синузит. Кога ќе дојде пациентот кај нас, се прави преглед. Сега во денешни услови многу е олесната диагностика на синузитите. Значи, воопшто нас не ни треба ни рентгенска снимка. Во колку се решиме да правиме испитувања, најдобро е прегледот на синузите со компјутерска томографија, бидејќи компјутерската томографија најдобро ни ги отскликува тоа што се случува внатре во коските од лицето. Додека за диагнозата на синузит, сега имаме ендоназални фиберендоскопи, кои што ние влегуваме во носот и за една минута веќе имаме диагноза дали постои синузит, што се другите околности зошто тој синузит перзистира, односно обстојува и не може да се залечи. Некогаш во позадина имаме алергиски ринит, па ако не е добро излечен акутниот риносинузит, настанува хроничен риносинузит. Меѓутоа, многу лесно ни е по пат на фиберендоскопијата да направиме еден преглед што се случува во носот, дали имаме полипи, дали имаме крива преграда, што ни доведува до олеснување на настанок на синузит. Така, сега еднаш веќе појавен синузит може да се излекува или останува доживотно како хроничен? Еднаш настанат, значи не значи дека ќе остане хроничен синузит. Значи синузитот си имаме посебни, нели се во колку е серозен синузит, доволно ни е капки за нос да ги отвориме носните шуплини, добра тоалета на носот и да настане едно комплетно излекување на синузитисот. Меѓутоа, кога станува збор за бактериски риносинузитис, во тој случај исто многу ни е важна тоалетата, меѓутоа и правилната употреба на антибиотици кои што делуваат во синусите. Значи секој антибиотик не може преку коската, што би се рекло, доволно добро да не го исчисти синузитисот. И секогаш зависи од причинителот, значи која бактерија го причинува.
Некогаш се случува да имаме и габичен риносинузитис, кој што се лекува хируршки. Така. Се формираат како топчиња внатре во синусите и тоа најдобар начин за лекување ни е хируршкиот. Меѓутоа, акутниот риносинузитис успешно се лекува со соодветна терапија. Така. Дали е поврзано со грлото и увото, бидејќи велиме оториноларингологија, се е поврзано? Кога ќе се појават синусите, дали... Горно-респираторните инфекции секогаш започнуваат грло, нос, па тоа се шири понатаму во ушите, во синусите, значи една целина е тоа. Сега, каде ќе почне, зависи колку брзо, нели, зависи од имунитетот на човекот, меѓутоа зависи од терапијата која што помошните средства кои што ќе ги употреби за да се спречи компликација. Значи на една ангина компликација ќе биде воспалено уво. На еден обичен ринит компликација е риносинузит. Ако имало услови, ако имало полипи, крива преграда, па не можеле тие синуси добро да се издренираат, ќе настане риносинузит. Така. Значи важна навремен преглед да се диагностицира и понатаму лекувањето да биде соодветно. Да. Така. Маестро, да споменавме Битола, знаеме дека има различни адети низ Македонија, и во Скопје, и во другите градови. Какви се адетите во Битола кога се прославите во прашање? Ева конкретно свадбените прослави. Има ли буткање на врата, кажете уште некој ви адет, дали знаете од другите градови? Добро, јас и во таа работа сум доста време, така што како што се осовременуваат генерално сите работи, така и тоа значи осовременувањето значи се помалку и помалку некакви обичаи поврзано со таквите семејни веселби, па останато е само уште на нешто такво, туркање на врата и толку сега за на невеста. Така, има и такви работи, меѓутоа тука некаде се завршува сега се помалку и помалку се тие таквите традиционални активности. Полека, како да кажам, и самите свадбени прослави се различни. Не знам да кажам, пред 20 години имаше некој поинаков дух во сето тоа. Денес е малку поинаку, секако, динамичноста на времето кое што го живееме, едноставно начинот на живот кој што го имаме и секако статусот брак пред се тоа на сваќање на луѓето како сето тоа го сваќаат. Периодот на короната беше исто еден период на пресек на многу работи поврзано со сето тоа. Луѓето, добар дел од луѓето увидува дека свадбена прослава не е задолжително да се прави со 500 луѓе и сето тоа да биде хаотично и во тие 500 луѓе добар процент да не се познаваат со младоженците. Видува дека тоа сепак може да биде еден интимен семеен момент. Така што многу работи низ времето се променет и допрва уште ќе се променуваат. Мислам, моето размислување е тоа секако секој град, секое поднебје во државата си носи некои различни гледања, не драстично различни во секој случај, но со текот на времето сето тоа е динамично многу, променливо во секој случај. Така, добро, на младите останува светот, како велиме. Секако така. Ќе се прилагодуваме на сите промени кои што ги носи. Да, јас ги поддржувам сите тие работи. Секое време си носи по нешто ново кое што мене досега ништо не ми засметало, да речам, ова не треба така, нема некои правила и прописи по однос на тоа. Секој човек си го диктира својот пат спрема своите сваќања, да, и сето тоа треба да се поддржува во секој случај. Така е, ми се допаѓа она кое што го кажувате, затоа што некако ми укажува на тоа дека сепак постои критичко размислување, нешто кое што мора да го има, нели, ние колку повеќе со осуда одиме кон луѓето, толку повеќе и хаос во општеството правиме. Па секако затоа и го говорам тоа, да. Затоа што да, кога не се опираме толку многу на промените, нели, сега баш зборуваме за свадби, сега тоа е, времето си носи други адети, помали свадби, ама сепак е оставено на тој што ја прави свадбата, нели, сега тоа е твој личен избор, како сакаш така. Мене лично, например, сето тоа тој сегмент од мојата
професија ми помага многу и ден денес да го осетам пулсот на народот, како размислуваат, како сето тоа, како гледаат на работите. И сега ќе се навратам години наназад, да кажем, 20 и кусур години го правам тоа. Сепак си блиску до луѓето во тие најинтимни моменти во животот. Можеш да го осетиш навистина целиот тој менталитет кој што го содржат во себе, начинот на кој што го живеат животот, како размислуваат, и сето тоа е еден многу интересен дел од оваа работа, би рекол, и многу ми помага некако да си ги проширам и своите видици, да видам како различно размислуваат луѓето, како гледаат на работите, и затоа им го почитувам сето тоа, и многу ми се нашло мене како позитивен дел во однос на некои работи кои што јас сум ги размислувал, па да видам дека некој има спротивно размислување и гледање, па гледам дека уствари неговото е подобро од на моето. И можеби тоа е во ред. Да, затоа викам, многу ми помага сето тоа да можам да бидам во пулсација со општеството онака како што треба да. Така е. Убаво да се надоврзаме на она кое што сакам да ја прашам Зорица, колку сме ние критични спрема самите себе си, нели ако зборуваме веќе за критично расположение како општество, колку знаеме да ги прифатиме промените, ете затоа што еве сега Благој ќе се извинувам, кажува за нели промени за ова сега за темата што ја зборевме, меѓутоа ние сме секојдневно изложени на секако вид на промени и некако нели сите луѓе се различни, не секој туку така може да го прифати другото мислење и да се каже, па добро, може и тоа е окей, или сигурно е окей, или не е во ред. И јас барем мислам дека нели баш она кој што го кажав, колку повеќе не сме отворени за промени, толку повеќе на нас се правиме проблем затоа што промените секако се случуваат. Колку тоа ни прави проблем, Зорица, затоа што вие на 4 декември, ако не се лажам, имавте еден вебинар. И баш зборувавме, јас па како да бев таму, а не бев, ама дека се чувствувам блиска, се зборуваше, нели, тоа е секако една од темите и колку ние имаме некои ментални блокади во нас кои што не спречуваат да се отвориме кон промените кои што се случуваат во светот. Да. Имаме, секако, мислам имаме. Блокадите се ги искусуваат луѓето и се целосно внатрешни, да кажем, сите ние ги имаме, да кажеме, конструкции. Така е. Да. И тука повеќе работи слушајќите, повеќе работи спомна, мислам да сме самокритични. Не треба многу да сме самокритични, ама повеќе да погледнеме и во себе, нели? А би рекла многу сме повеќе критични кон другите. Зборувам како општество, како луѓе, нели? Полесно ни е да посочиме прст кон нешто друго, како да го осудиме, да имаме нели наш суд за нешто, а помалку сме спремни, нели сега кон моето искуство и истражување и така натаму да погледнеме во себе, токму тука се крие. На крај на ден какви сме со себе, такви сме и со другите, каква е и нашата релација со себе, така е нашата релација поврзување со другите, значи самокритичност не на начин да се себе саботираме, нели, туку на начин да држиме нежно огледало кон себе, окей, да ги преиспитаме тие ставови, нели, одредени бариери што внатрешно ги искусуваме или работи што ни сметаат, ги чувствуваме како отпор кога некој друг прави промени или прави ли си го живее својот живот како што сака. А тоа на нас може би ни смета, може треба се запрашаме зошто на нас не смета тоа. Од кај доаѓа тоа, нели? Да, од каде инспирирано, мислам, знаеме од каде инспирирано од внатрешни стравови, нели, понекогаш средината и другите луѓе ни рефлектираат каде ние сме заглавени во животот, каде ние не растеме и тоа не секогаш е пријатно таа вистина. И многу полесно е да се осуди некоја промена што можеби носи кон подобро. Така е. Она кој што во моето искуство, се извинам што ќе ве прекинам сега, ова баш ми се надоврзува, во моето искуство многу пати се докажало дека многу луѓе имаат страх од успех баш поради тоа што ќе каже околината, затоа што се осудени од околината и тие се уште се држат во некоја рамка. Еве би сакала тоа можеби и другите гости да го кажат, можеби сте имали искуство. Тука ми е сигурно безбедно некако, што ако, например, навистина јас го живеам животот што го посакам, што ако навистина јас ги имам сите тие работи, ама околината, луѓето, родителите, соседите или општеството генерално, ама тоа е нешто подсвесно за кое што многу луѓе не се свесни. Да. Мислам, ова е многу клучно сега што го кажа. Мислам, нас не е да се обвинуваме поради тоа, ама како возрастни луѓе треба да научиме, нели? Барем некако во животот да го најдеме патот кон тоа да се спознаеме себе и да научиме. Инаку се
раѓаме, односно нашата неврологија, нашиот мозок не поддржува кон тоа да ние живееме ова сега што го кажа свој живот, да бидеме своји, да бидеме автентични, иако имаме исконска потреба од тоа. Така. И тоа е тоа што од друга страна ни дава ниту мир. Меѓутоа нашиот мозок, нашата неврологија не поддржува кон тоа, нели? Ние имаме, ајде да кажам грубо кажано, 2 милиони години стар мозок кој што е создаден, дизајниран за преживување. Па постојано сме насочени кон тоа, природно, многу лесно ни доаѓа да бараме што фали, да бараме што може да биде погрешно во некоја ситуација, нели? И сега ако порано, нели, во праисторија предатори биле зверови, тигрови, рептили и така натаму, сега предаторот, модерниот предатор е што ќе кажа другите луѓе, нели? Ако го направам тоа, што можам да изгубам, која е цената од тоа, нели? Ќе се смеат, ќе бидам исмеат, ќе бидам осудени и така натаму. Затоа што успехот доаѓа со тоа. Успехот доаѓа со успехот апсолутно ќе разбудите многу демони кај другите луѓе, апсолутно ќе разбудите стари. И никој не сака туку така да биде камшикуван само затоа што му е убаво. Да. И човек треба да е спремен на тоа, нели? Ако не сме подготвени на тој пат, ако не знаеме како функционира нашиот мозок, нашата неврологија, ако не знаеме како се поддржиме себе си со алатки, методи, нели, потребно ни е тоа знаење за да се поддржиме себе си, да можеме да ги надминеме тие навики на стравот, гремлини понекогаш ги викаме во коучингот, од кој што е еден и исто страв од успехот и стравот, еден од најголемите стравови исто страв од вознемирување на другите луѓе. Стравот почнува од стравот, прво не си дозволуваме да сонуваме, нели? Почнува тој страв да ние као да немам право да сонувам или кој сум јас да замислам соништа се премногу големи, недостижни. Или се премногу големи, недостижни и може да бидат така. Да, меѓутоа може и да се подалат на начини мали, нели, чекори кои што може да се менаџираат исто како да кажам слон, не може никој да изеде наеднаш цел слон, ама ако така се мислам, веган сум иначе. Меѓутоа како метафора како метафора залче по залче можеме да го саѓакаме. Значи идејата е дека ние исто така ги chunking down, делење на тие цели и се почнува, нели, патот од 1000 мили почнува со прв чекор, со еден чекор. Апсолутно може луѓето да ги постигнат сите своји аспирации за нив се, инаку не би ги имале со ништата. Ма ако не знаат како да се поддржат и како да побараат поддршка, тогаш тоа води кон живење мал живот, комфортна зона, која што воопшто не е комфортна. Меѓутоа, ако не научиле како да излезат од таа зона на комфорт, ќе се соочат и искусуваат фрустрација, искусуваат анксиозност, искусуваат депресија, искусуваат ментални проблеми, бидејќи не можете да држите стагнантно нешто, мирно, стагнантно до тука, нешто што не е создадено да биде фиксно. Значи 2026 да сонуваме Dream Big. Па јас сум секогаш за тоа, да. Спомнавме NLP е наука за дримери, така да се што работаме околу тоа се поддржат со ништата на луѓето и во мојата професија ние со ништата ги сваќаме многу сериозно. Тоа ми се допаѓа. Може да направиме сега тука кратка пауза, бидејќи ќе погледнеме реклами, да, толку до овој дел Јелена, ќе продолжиме секако по рекламите во продолжение со емисијата и со гостите кои што ни се во студиото. Останете со нас.